Со онова страшен сон. 10-ти ден Крушевска република, а јас петугули. Абе, нема кај да бегаат спијат ко заклани. Благодарение на мене. Им раствори во вода од тие поите за спиење, да не малтретираат ако им се примочува, разбира. Ама што ете на вода? Вчера снимувало во цел пансион. Тоа све ради 2 жички. Двојца будали, ама ајде. Нема гајле, врзани си. Не мислев на нив доне. Да бевте сега вие врзани, а они на работа може ќе имав до струја. Ајде, ќе смислиме нешто, ајде. Може? Ама никако тоа. Не им рече да ве замоли да пробате да се претворите у растенија. На ништо да не мислите, ништо да не зборувате, ич не мора ни да зуцнете. И ми рече да ве замолам, ако може, и да не дишете. Изводливо. Ама тоа растение да си барат полевање редовно. Секна водата, полевајте се со пиво. Бате, миле. Минува е работа од соништата. Костадин, јас сонувала будна. А? Сретнала еден човек со црн фрак и црна лептирмашна. И он мене рекол, Лула, ти не требала потрошиш црн фонд? Ја тогаш сватила. Треба направиме увид штета, треба видиме кого тужи, плати и треба направиме план како штеде. Ти плава девојка земја до цревото, така и прска и јаш вршајмето, браво. Пази, маичката ти се намокри, леле. Костадин, дали ти приметил на таван има едно девојче, не црн фустан и она смешка? Има голем змеј. Гросе драха. Тоа таму? Тоа е флека од комарец. Вчера вечер го сплеска. Ја, комарец, јас со него зборувала долго. Он многу фин, како германец. Има виолина, а ја на него свирала контрабас. На комарецот? Ја, Добра си, Ула. Ула, немој да ми се шлогираш, те молам, Ула. Ула. Дехидрирана си. Вода, сега. Немој да ми умираш, Ула. Сега. види девојче смешка. Нема вода. А комарецот викали Хелмут. Како? Хелмут Шросмајер-Бегендорфер Фунген. Хелмут. Ја, Ула. Шлок те има ударено, те молам. Ула. Дехидрирана си, Ула, ништо не ти е сега вода, ќе ти донесам вода. Хелмут види, има папагал. Каде? На рама папагал шарен. Ја, Ула. Сега ќе донесам вода, Ула. Балка, мора прави луд, сите почне работи. Јао, помреќемо сви. Легендата вика дека некад последната капка вода ќе ја испиеш со најболјата другарка. Ма дајде, кој још верува у легендата? Еј, ќе дојде ден, ќе ме молиш за совет.
А јас само ќе те подсетам дека кои двајцата цркнувевме од жет, ти као најлакон гъс ја ишлука сета вода ско тебе. Наталичка, па само su 3 kapi pale. Ako ih podijelimo, umrećemo oboje. Tko će onda prepričavati unučićima kakve su to suše bile? Evo, kad si već pomenula, trebam jedan savjet. Ако е за Тонија Мандише. Да, има нов дечко. Да, се шета на истите острови на кои се шеташе со тебе и да, те има забораено. Zbilja tako misliš? Da Buda da si u pravu. Ja mislim da je nešto mnogo gore. Ti ne poznaješ Tonija. On možda sad sedi na nekoj plaži u hladovini Čemprisa, upije sunčeve zrake kao nekad moja ljubav, namazan faktorom 70, pije neki koktelčić, možda neka pina kolada u onako prerezanom kokosu, a ispred njega laptop. Da pače, jelo, piše doktora. Кој пише докторат на 200 степени, бе? Кај испи последната капка вода, уше со Тони замараш. Слушај, немој си ми побарал више совет. Стип со една, разбра? Ničko, a kaj ti misliš da ja skoknem do Jadrana? Океј, ова ти е задни совет од мене. Да го писаш на дело? Отиди ја, брат. Pa da, obićeš u sve otoke na koji smo nekad zajedno bili, hodali, gledali zala sunce i... Да идеш? И моментот кога ќе го упецаш, сними го за на инста, може? Jao, Mičko, hvala ti, baš si srpska tamo. Не допири на си. Не го дај нешто за пиење, гарант нешто си сопил. A nema jelo, popili smo sve. Nema. Naput se ne ide dehidrira. Јеленче. Знаеш дека нокеската сонував, Јеленче? Сериозно. Јас и ти заедно го переме камионот. Со топ на вода. Коста, не ми спомнувај вода, да не те ставам ја тебе у топ. Ки испоцркаме од жетот дека. И таман ти се намокри маичката, Јеленче, го земав сунгерчето да те... И Ула почна да блада. Да, Ула. Стварно блада, треба вода да ја најдам. Марио ги испи последните капки. Бев во подрум са вајде да проверам, нема ништо, не барај таму. Не можам да разберам како може нови фотоволтаици да се расипат. И јас не знаем право да ти кажам. Ако знаев дека не ги бива тие двајца од дистрибуција, знаев. Кој звајца? Никој бе Елена блада како уба. Кој блада бе, оние двајца вчера што дојдоа тука. Кој Валентин бе електричар станал и оној рупакон лом не направи со кафето лом. А, тие двајца, да, беа. Беа? Звезна работа си отидо. Мајстори тоа тие, ѓубриња. А кажа каде отидоа Ула да ги тужи? А? Дали ќе ги најде да ги тужи? Да бре, ресен Нью Йорк е, па нема да ги најде. Ама ти колешки изгледа, не си имала работа со мајстори. Кога најмногу ти треба, не знаеш во кој подрум ќе запикна да се кријат. А ти тале со германка си имала работа? А да го земја да се скриеш ке те најдат. Гледи го. Дај ми го. Одам во село да најдам кој бунар не е пресушен. Jel imate slike od vaše roditelje? Ја имам мал соба. Јас имам дома да одам да земам. Јас ги дадов за надгробна плоча, зошто прашаш? Зошто? Па да видим какви су то луѓи што су направиле вакве будале, вакве идиоте. Све што е требало е да вежете те кавлове. Свака селска будала то зна и 2 грама школо да нема. Види, остали смо без струје, без вода, а сад плюс и 2 заробленика. Па, да ги ослободиме, шо? Што причаш, бе? Да нас пријави и да идеме у чорку за најмање 3 кривична дела. Како? Краđа струје, нелегално поседување на оружје, киднапирање на службено особје. А да се слободиме од нив. Ќе ги веземе у шума. Одето вика мои волците, сите ми ја набрај. Дали, чуј, ако их наđe неко пред зверове, онда смо најали.
Смо. А да ги ставимо буре со киселина? За почеток трним то од уста, али ако обечају да не чеда, има драње. Не се дера, бе, а мајстор не се вере. Ајде, извадим то, извадим, брже. Немој да урлате. Ево, урлат. Па наравно да урла кад ga бучеш за уста. Греота, морам да смислим неко решење. Подхитно. Мислим да имам добро решење. Тоа е добро и за нив двоje и за нас. Значи, уместо да раде за дистрибуција у таа јадна Македонија, радиче за веќи новац у болја држава. Пратиче моих у Немачко. Еден мој пријател тражи раднике. Граđevina? Не, у јавна куќа. А до кој годиште бара? Па наравно да у граđevina има да мешају малтери, то знаеш како. А шта си мисли ти Донче да чеш да мешаш пред женски, а? Мало морген. Ама не, то не за мене, то за еден пријател, ајде да виде како ќе реагирате. A ako ne saka da mešat malter ću pravim. А добро, која е друга опција? Да седу везани за столом у подрум са двоje наоружане пијандуре. Или во буре со киселина? Не дај Боже. Сите бунари пресушија само на стрезоловџијата има уште вода. Абе, зашто ти земал јаже Миткофа? Зошто пукаше на мене стрезоловџијата Куршумов, види, над глава ми помина. Океј. Кофа испиеме брзо. Што постани? Јас не одам така истрезор. Овој пат нема да ме пробаш. Точно ти сега оди покрив и види дали фотоволтајке преживеал. Горе да одам сега, на ова време. Нема шанси. Добро, ќе одам кај стрезор. Има шекер, му се тресат рацете. Може ќе ме пробаш. Тоа не е само држиво решение, Костадин. Ти мора оди горе, провери фотоволтајк. Ула, јас горе не ти одам. Костадин. Ти сега оди горе, шнел, на покрив, иста секунда. Што е да не му кажеш на другарти комарец од Хелмут? Волкан Члезе, Аухендорф. Гуд. Сега ти освежен, станувај и иди види горе што случува мит мај инвестицион. Станувај! Па не мораше цела вода да ни ја потрошите. Имамо еден мали проблем. Знате, мој пријател из Немачка не е баш легално таму. Не може да испрати то гарантно писмо, знаш, морам да употребим цел мој шарм пред Ула. Да njен роđак испрати оно гарантно писмо. Ако ти у овој момент не отиде горе кров, ја тебе ставам глава на релда, најжешко и ти после видиш што е топло. Стави ја, надворе Пожешко. Ворената не омаструја главата најубаво во плинската да ме оставиш, иди во буре со киселина. Абе, ја тоа рекла чисто фигуративно. Коста сега биде умен, каче горе кров, види каква штета направена, а вие може не го помогнемо. На сонце се. Nemaš šansi, može on i sam, aha. Шта јој е? А? Полуде и летна чавката. Со комарец еден зборуваше на германски, готова е. Бре, коки бе, не знаш ти са Улом. Са njom треба другачије. Јас ќе загинев за неа, кај стрезоловџијата бев да крадам вода од бунар, а таа ми ја истури на глава.